Кочанец тврди дека поради неквалитетен инсулин останал без нога. Сега бара помош да си купи протеза. Диагноза диабетес на 59 годишниот Здравко Арсов му е поставена во 2010 година, а последните 5 е ставен на инсулинска терапија и од тогаш почнуваат неговите проблеми. По цела година боцкање, наместо да му се подобри, кај него состојбата станува полоша, со сите компликации кои покачениот шекер во крвта со себе ги носи. Диабетичен сам, да ви кажам, 8 години. Се боцкам, пред тоа примав апчиња 3 години и после 5 години ме ставија на изолин. Од 2016 ми дадоа изолин фалшно, не реагира, се боцкав. 2017 не покаже ништо. Резултатот од инсулинската терапија кај Здравко е гангрена на десната нога, поради што таа итно му е ампутирана. Ампутацијата му го спасила животот, но од него направила инвалид, зависен од туѓа помош. Многу е тешко. Не можеш ништо да патиш, мора да имаш некој покрај тебе, да те негува, да ти помага, да одиш до некаде, па ти треба помош, ај ги замолувам луѓето, јас сум меѓународен човек, ги замолувам, господине, ако можева, се соарно, субаво. Идам во количка, на патерици, одам се мачам, живеам сам. Здравко живее сам. Освен за себе се грижи и за 85 годишната мајка. Нивниот опстанок зависи од него самиот, но тој не е способен за самостоен живот. Единствена надеж му е обезбедување на протеза со која ќе може не само нормално да се движи, туку и да работи. Но за тоа требаат многу пари. За операција за нејзино вградување, германските лекари побарале 30.000 евра. Барам подршка од народо, ми треба парична помош да идам на операција во Германија, поради да станам како сите луѓе што одат и јас додам, не вака да ги отклонам патериците, количката и во Германија 30.000 евра ми побараат да соберам и да идам во Германија. Фондот за здравство не покрива ваков вид на операции, па донациите му се единствена надеж на Здравко дека парите ќе ги собере. Жиро сметката за донации е 370 906 306 994 303 Евростандард банка.